Дефинитивно ова година е чудна, контрадикторна, посебна. Пандемијава направи многу лоши нешта и се уште прави, меѓутоа од друга страна луѓето беа приморани да излезат од оние рамките во кои што живееле, односно да влезат многу подлабоко во рамката, да влезат во себе, да се свртат кон вистинските вредности, да се препрочитаат за да можат да дојдат до суштинските нешта кои што биле замаскирани со таа луда динамика на живење, на постојано трчање, по новите технологии, по новите моменти што ги нуди современиот живот. Литература МК одигра многу важна улога со опциите што ги носеше онлайн и само јас знам колку информации и колку луѓе бараа од мене како да си порачаат некоја книга, зашто видоа дека животот е многу полесен доколку ги имаат овие алатки и овие опции. Мислам дека на луѓето, за да ја избегнат онаа сурова слика на реалноста, постојано заболување, болници, вестите, се свртеа повеќе. Барем мојот впечаток е дека се свртеа кон книгите. И тоа е многу добро, а мислам дека и бројките покажуваат колку книги се прочитани, колку се порачани и колку се разменети преку сите социјални медиуми. Таму се интензивираше активноста на оние групи на љубители на книгата, на читатели. Ќе листате некое списание, ќе сурфате по социјалните мрежи и наеднаш ќе ви запне погледот за некој наслов. Така и јас ја догледав книгата Хиге, значи за скандинавскиот, данскиот начин на живот и сватив дека ние луѓето сме малку размазени и забораваме што е важно во животот. А тоа е еден одличен рецепт за среќа, да се свртиме што не обкружува, само да се прашаме што ни причинува задоволство и да инсистираме да ги живееме тие моменти. Хиге може да биде, не знам, една топла шолјав чај, хиге може да биде убаво поминато време со детето, во игра, едни топли чорапи, такви кога никој... Јас мислам дека во овој пандемиски период навистина живее по тој рецепт хиге, кога можете дома да си ја гледате предноста на тоа седење дома. Не прифаќам кога ќе ми кажат дека нема доволно пари, не е вистински момент за уметност. За уметноста никогаш не смеат да фалат пари. Културата е тоа што не идентификува, што не одржува, затоа што ние на овој крстопат на Балканот сме осудени да живееме во тешки времиња, транзициски, така што мислам дека вложувањата во култура и лични, како што јас го правам тоа низ буткањето на мускули, на вакви емисии каква што е Астрорум, и поттикнување на други телевизии или компании да вложуваат во култура, го давам својот дел во доброто, во подобро утре. Ги пофалувам таквите општествено одговорни компании кои што вложуваат во култура, зашто таа храна е онаа здрава храна за мене. Значи, штом сте целиот живот во музиката и во уметноста, тоа ви значи, мене ми е тоа насушна потреба, за некого е можеби забава, но сметам дека за сите луѓе е полезна.